Откако завршија локалните избори, се почесто се споменува реконструкција на владата. Некои министри ќе треба да ги напуштат удобните фотели за што последен збор има премиерот Христијан Мицкоски. Дали не е време премиерот да размисли баш сега при реконструкцијата дека е потребно и неколку од многуте министерства да се укинат? Владата е некако прегломазна и со самото тоа стимулира постоење на прилично бројна административна структура околу себе. Да не зборуваме за големиот број на министерски канцеларии, на нивни заменици, на возачи, секретарки, советници и слично. Тоа е прескапо. Најмалку 3 до 4 сегашни министерства може да се фузираат со други и така да формираат помали, а поефикасни тимови за раководење на државните сектори. Така и граѓаните на Македонија ќе плаќаат помалку и за големи и скапи министерски канцеларии во кои видовме како на времето функционери на ДУИ дури и фудбал и кошарка играа. За првите 9 месеци од годинава во Македонија од патарини се собрале дури 58,7 милиони евра. На платните станици по патиштата делуваат добро опремени за да ги собираат парите од возачите, но дали и самите патишта се така добро средени? На многу места има дупки, има и многу нерамнени, па кога возиш на автобус се чувствуваш како да си во чамец. Исто така на многу места на автопатиштата недостига потребната сигнализација, а има и многу делници каде одроните се вообичаена работа, а тоа не се решава трајно, туку интервентно. И заштитната мрежа за да не влезат животни на патиштата е на места искината. На социјалните мрежи неретко се појавуваат фотографии од искинати гуми на возачи од патишта каде тоа не би смеело да се случи или од други инциденти. Надлежните се на потек и за сето ова да го среди, а не најмногу од енергијата да трошат кога собираат патарини. Да, нешто се сработува, но треба постојано да се наоѓаат местата каде е нужна поправка и тоа итно да се поправи. Впрочем, за одржување на патиштата граѓаните плаќаат не само со патарини, туку и по други основи. МВР и минатата недела спроведе редовни сообраќајни контроли низ Македонија. Изречени се дури 1466 казни, од кои дури 786 прекршоци се однесува на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење. Дури 14 возачи биле лишени од слобода поради безобзирно управување на возило, од кои 11 за возење под дејство на алкохол, 2 за возење со брзина поголема од дозволената во населено место, 1 за возење со брзина поголема од дозволената надвор од населено место. Од Министерството веруваат дека сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови и апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила. Расте евроскептицизмот во Македонија. Само 41% од младите позитивно гледаат на Европската Унија, а речиси половина не веруваат дека државата некогаш ќе стане членка на ЕУ. Ова е заклучокот од анкетата објавена во публикацијата Справување со младинскиот евроскептицизам на Западниот Балкан, случајот на Македонија. Во анкетата само 8,2% од младите луѓе во земјава се изјасниле дека веруваат оти Македонија ќе се приклучи на Европската Унија до 2030 година. Рокови кои се расфрла од претходната влада и евродипломатите при промената на името на државата. Анкетата била спроведена во јуни 2025 година во соработка со студентската платформа Студентарија, а биле опфатени 1000 млади луѓе од земјава, од кои 81,5% студенти на додипломски или постдипломски студии. Девизните резерви на Македонија на крајот на октомври 2025 година изнесувале 4,843 милиарди евра, што представува зголемување од 120,5 милиони евра во споредба со септември, соопшти Народната банка. Според податоците, најголемиот дел од девизните резерви се вложени во хартии од вредност 71,1%, додека монетарното злато учествува со 15,9%, а валутите и депозитите со 13%. Овој пораз, како што наведуваат од Народната банка, представува показател за стабилна надворешна позиција на државата и е резултат на позитивни текови во девизниот пазар и управувањето со меѓународните резерви. Од 18 ноември почнува откупот на тутунот. Очекувањата на Сојузот на земјоделските здруженија е до 28 февруари следната година, до кога е откупниот рок, компаниите да откупат околу 22.000 тони тутун одгледуван на македонските ниви.
Председателот на Сојузот Кире Ристевски очекува дека тутунот годинава ќе биде подобро платен од лани и вели дека со компаниите откупувачи преговараат поради високиот квалитет на тутунот, тој да биде подобро платен од ланската реколта. За жал, поради сушата, родот годинава е намален. Откупувачите очекуваат 26.000 тони, но реколтата може да тежи најмногу до 22.000 тони, сметаат од Сојузот. И утре, како и денеска, времето ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд. Ќе дува слаб ветер предежно од јужен правец, а дневните температури ќе бидат максимум до 18 степени. И во Скопје ќе биде исто облачно и повремено врнежливо со температура максимум до 17 степени. Затоа пак од среда па до крајот на седмицата ќе имаме сончево време, но дневните температури ќе останат исти како и денес и утре. Сепак утринските температури како ќе одминуваат деновите се повеќе ќе се спуштаат и ќе се движат околу 5 степен. Заврши вториот круг од локалните избори во Косово. 4 партии освоја приближно изброј на општини. Владеачката самоопределување на премиерот Албин Курти освои вкупно 7, но не успеа да ја освои Приштина, каде градоначелник има Демократскиот сојуз на Косово, кој исто така освои 7 општини. Со 6 општини ќе раководи Демократската партија на Косово, а со 5 Алијансата за едината на Косово. Српската листа победи во 10 општини. Хрватска планира забрана за користење на мобилните телефони во училиштата. Ова го потврди тамошниот министер за образование, објаснувајќи дека наскоро ќе се воведе забрана, што во една анкета го поддржале 90% од граѓаните. Тој најави нов правилник со кој ќе се забрана телефоните во основните училишта како за време на наставата, така и на одморот. Од друга страна, тој додаде дека забраната во средните училишта нема да се спроведува еднакво строго, односно на одморите ќе може да се користат. Голема афера го дрма големиот британски јавен ТВ сервис BBC. Генералниот директор поднесе оставка по обвинувањата дека медиумот ги довел гледачите во заблуда со изменета верзија на говор на председателот Доналд Трамп во документарната емисија Панорама. Надвор од било какви новинарски стандарди, во документарецот со монтирани делови од говор на Трамп се создало впечаток дека Трамп повикувал своји поддржувачи да упаднат во Капитол и да се борат со ѓаволи, што се покажа дека не е точно, оти речениците се споени од сосема разни делови од говорот на американскиот председател. И уредничката на информативната редакција исто така поднесе оставка. Трамп ги нарече овие двајца челници на реномираниот BBC нечесни лица. Ги фатија како го поправаат мојот совршен говор, напиша тој. Каква страшна работа за демократијата, истакна Трамп. Американските сенатори постигнаа привремен договор за ставање крај на парализата на буџетот, што блокираше дел од јавните услуги рекордни 40 дена. Одлуката е проследена до представничкиот дом и ако и таму се изгласа, ќе биде испратена на потпис кај председателот. Ова води кон нормализација на ситуацијата. Функционирањето на воздушниот сообраќај и исплатите на социјална помош во моментов се нарушени, а стотици илјади вработени се на технички штрајк или работат без плата од 1 октомври. Само вчера во САД беа откажани повеќе од 2700 летови, а 10.000 беа одложени. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека за разлика од многу западни лидери, тој не се плаши од Доналд Трамп и ги негираше медиумските извештаи за бурна средба со Вашингтон, нагласувајќи дека има добри односи со американскиот председател. Не, ние не сме непријатели со Америка, ние сме пријатели. Па зошто да се плашиме, истакна Зеленски. Тој додаде дека го почитува изборот на американскиот народ и дека САД се долгорачен стратешки партнер на Украина, со кој делат длабоки заеднички вредности. Во два инцидента во затворот Мачала во Еквадор, кои се случиле во изминативе 24 часа, загинале 31 затвореник. 4 биле убиени во бунт во раните утрински часови, а 27 во инцидент што се случил синоќа. Властите за инцидентите ги обвинеа неколку рибалски банди кои делувале во затворот. Филипини е во опсада од тајфуни. Откако минатата недела од тајфунот Калмаеги загинаа стотици луѓе, синоќа ги погоди уште појак супер тајфун Фунг Вонг. Има загинати, исчезнати, а 1 милион луѓе беа евакуирани пред една од најсилните бури што ја погодија земјата оваа година.
Бурата помина над северниот дел од најнаселениот остров Лузон со поройни дождови и ветрови од 230 км на час. Ова е 21 бура оваа година што ја погоди земјата.